Скандалот со скопската централа Тето, за кој во јавноста се шпекулира дека представува криминална спрега меѓу бизнисот, власта и судството, повторно се актуелизира. За штетата која му е нанесена на државниот буџет, но и на македонското стопанство, денеска алармираа дел од акционерите во Топлификација. Прашуваат како е можно фирма која остварила годишен профит од 120 милиони евра да добие субвенции за подмирување на обврските кон државата. И зошто милионската сума се доделува во време кога финансиската полиција истражува криминал во електраната. За штета направена на Топлификација, тоа е прв пат во историјата, колку јас знам, кога таква институција поднесува кривична пријава за штета направена на приватна фирма. Меѓутоа, додатно на тоа, финансиска полиција тогаш поднесува и кривична пријава за перење на пари од 150 милиони евра. Според него, планот за реорганизација донесен со лажниот стечај зад кој се крие компанијата предвидува таа да работи без долгови, но Тето и натаму било на листата на должници во УЈП. Добивме покана од управата за јавни приходи да се видиме и со управата за јавни приходи и ние во понеделникот се видовме. Добивме една корисна информација дека одлуката за доделување на помош на Комисијата за заштита на конкуренција до денеска не е објавена во службен вестник. Па тоа значи дека е ништо. Топлификација како оштетена страна за случајот ги алармирала и Државната комисија за спречување на корупција и одделот за финансиски криминал во МВР. Пријавата која поднеле во обвинителството пак велат повеќе од една година талкала низ судовите. Ние поднесовме кривична пријава уште во мај 2018. До овој момент кога е во основното јавно обвинителство, 7 пати се селеше од осјовни јавно обвинителство во основно јавно обвинителство за организиран криминал и нас. Од Топлификација бараат итно стопирање на стечајната постапка за компанијата, повлекување на државната помош за Тето и конечна разрешница за предметот за криминал кој го иницирала финансиската полиција. Инаку со незаконскиот стечај на Тето на електраната и беа отпишани долгови од над 150 милиони евра, од кои 40 милиони евра биле кон домашни фирми. Со ова акционерите на Топлификација биле оштетени за 33 милиони евра. Во регистерот на УЈП пак електраната е задолжена со дополнителни 20 милиони евра.